Во кафе книжарницата Букве Скопје беше промовирана поетската книга Собрани остатоци од светот на Пепи Стамков во издание на Фуснота. Стамков е поет, есеист и критичар, автор на песни објавени во стихозбирките Метрички карван во електронското списание Репер, како и во најстарото македонско книжевно списание Современот, каде покрај песните објавил и неколку есеи. Собрани остатоци од светот е прва книга на Стамков, за чија суштина тој прозборе со длабоки емоции. Собрани остатоци од светот дојде најпрво како песна, на која што ја прочита мојата почитувана колешка по перо Светла Јакшик. Собрани остатоци од светот е всушност во буквалната смисла на зборот се песните кои што се пишувани во воз. Имено јас сум од Гевгелија, или така што за време на студиите патов од Гевгелија до Скопје и во меѓувреме успевав да запишам некој стих тука таму, така што на некој начин ги собрав оние делчиња кои што, да речеме, некој ги заборавил, а јас сум успеал да им дадам нов живот. Какви емоции ве обзема во текот на пишувањето на оваа книга? Се трудев колку што можам да бидам повистинит, поавтентичен. Именно кога се пишува поезија особено или воопшто каков вид книжевно дело, човек не може да излаже до крај. Знаете, ќе се трудите да го смислите тој дел, фикцијата, колку што е можно поавтентично да ја изнесете, меѓутоа тоа што вам ви се случило на еден или друг начин ќе излезе. Кај мене се случи тоа не стиховите. Еве да прашам сега, која е целта на објавувањето на оваа книга? Што сакате да постигнете како автор? Ова прашање ме потсети на едно друго прашање кое што му беше поставено на нашиот почитуван професор и академик Владо Урошевик. Зошто да се пишува поезија? Тој одговара на еден нему особен начин, да се пишува поезија, односно зошто јас ја напишав оваа збирка песни, да се открие душата не само на човекот, ами и на поетот. Сметам дека душата игра огромна улога во создавањето на каков било вид литература. Без разлика дали е тоа проза, дали е тоа поезија, драма или пак еп. Значи можеме да сумираме дека токму тука се крие големината на вашето книжевно дело. Па, ако вие сметате дека е тоа така, да, меѓутоа треба да оставиме сепак простор да одлучат и книжевните критичари, нели? Едно е човек сам да каже нешто за својата поетика, меѓутоа книжевната критика особено знае да го открие тоа што на авторот можеби му се испуштило при пишување на своето дело, знаете. Можеби јас ги знам сите песни, меѓутоа некој критичар знае да открие нешто кој што можеби мене ми се подлизнало, да речеме, при создавање на песните, пред нивно откривање. Дали можеме да претпоставиме какви емоции ќе пробудите кај читателите? Се надевам различни емоции, зашто јас ја напишав книгата, меѓутоа ни еднаш не ја прочитав откако изгледа како книга. Јас го читав ракописот. Меѓутоа, знаете како викаат, една книга само за прв пат ќе можете прв пат да ја прочитате. Така што нека се сметува на моје читање како ракопис пред печатање, како моје прво читање на оваа стихозбирка. Емоциите сметам дека тие треба да говорат самите за себе. Кај некои ќе предизвикаат радост, кај некои ќе предизвикаат тага, кај некои бунт, можеби имам една песна тука, Револт, така се вика таа песна. Таа е пишувана под некое влијание на револт, да кажеме. Не само интимен револт, меѓутоа и општествен револт. Кога ќе размислиме малку што се случува сега низ светот, како вид војни се случуваат наоколу, не случајно би било и таа песна да се најде токму таков, како да речам, и наратив, меѓутоа да побуди и такво чувство кај читателите. И еве за крај една порака до нашите гледачи. Да читаат македонски автори. Промоторка на поетската книга Собрани остатоци од светот беше професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, додека пак извадоци од романот читаше Светла Јакшик. Главен уредник на книгата е Маја Којчева Величкова, лектурата е на Елизабета Коневска, а дизајнот на корицата е изработен од Мите Спасовски.